со колешката Лажетич углавно се слагаме за многу работи, еве сега за ова прашање за роковите очигледно не се слагаме. Тргаме од слични позиции, значи неспорно е дека рокот е договорен во корист на тоа на секоја будала е јасно дека во преговорите на попржино ВМРО се сложило со СЈО под услов меѓу кој го избуткало рокот. Значи рокот не беше предвиден ни во една верзија. Ја бев во тимот на СДСМ условно речено. Прв пат у живот сум влегол таму од аспект на работа на законот. И до последен момент никој не го спомињаше рокот. Значи за рокот дознаме са бајлето. Од материјалите исто не може да се види, единствено Ван Хојте сведочи дека врз основа на некои своји претпоставувам некои совети што ги примиле, двајцата главни актери на политичката тогашна сцена Груевски и Заев си дале рака за рокот од 18 месеци, едниот верувајќи дека му е доволно, другиот верувајќи дека му е малку. И тоа сега ние можеме да мислиме што сакаме, едно е сигурно, никој не приговараше ни у собрание, ни брзо после тоа. Верувајќи двете страни верувале дека им одговара или дека, што ја знам. Па дури не науката. Еве, гледайте кога прв пат се јави проблемот на рокот, тек после една година. И јас како што го сваќам правото, овој закон е лекс специјалис. Тоа што е ставено у закон, дали ни се свија или не ни се свија е закон, и второ, ако им одговара на осомничените, повеќе од друго, во судирот меѓу интересот на осомничените и на државата, не мислам дека државата треба да има предност и ние да се правиме на тоа што овој рок мислиме дека е глуп и не важи. Ако е лекс специјалис во однос на застарувањето де факто, како прашање. Ке речете слично и прашањето за ова што професорот Мамовски го истакна и други, за незаконитите докази. И тука не напаѓа и нас, бидејќи ние во учебникот пишеме незаконитите докази не се користат. Меѓутоа, ние сме убедени дека од смислата на законот е многу јасно и така е толкувањето и на судот и во апсолутно целата литература во Америка, од кај што доаѓа правилото од сегде, дека се мисли на незаконито постапување на тој што ги прибавил доказите. И не е исто со незаконито прибавени докази од трето лице до кој што дошло обвинителството. Значи, конкретното обвинителство Катица Јанева и нејзините не ги прибавиле незаконито. И тоа во литературата е апсолутно неспорно. Иако од вордингот на законот, тоа не е вака, и тоа може да тврди, не знам, Каракамишева и други, дека ние го изопачуваме законот. Меѓутоа, секој што ќе прочита и што знае кривично процесно право, му е јасно, бидејќи ние гледаме идејата што била зад законот. А ако идејата зад законот за рокот била очигледна спогодба со која што се сложиле, ние исто не може да речеме, ту не важи, пошто тоа е закон. Може да не ни се свиѓа. Имаме аргументи дека тоа не одговара ни на криминално-политичките определби и обврски на Македонија на долг план визави обврски Палермо едно, друго, трето. Тоа е проблем на собранието. Ја не можам се закон што пишува да го толкувам, мене не ми се свиѓа, овие биле глупи. И затоа ние се или по помилувањата. Ја денеска тврдам ние. Значи, и ова прашање ќе ни се јави како проблем ако го негираме у Страсбур, слично кој помилувањата. Бидејќи ние денеска не сваќаме дека не ги озваничиме како незаконити помилувањата и предметиве што ги води СЈО ќе паднат у Страсбур врз основа на нивната пракса. Бидејќи секое помилување според нив, они го гледаат Иванов како председател, ние не може да им објасниме или тешко ќе им објасниме дека тој е од дел од таа политичка елита, бидејќи нигде не пишува тоа, нигде не во ниједен документ не се гледа тоа. А ќе се убиеме од мачење да докажеме дека тие дела сите заедно врз основа и на овие оценки на Европа дека е заробена држава, дека сите тие дела заедно биле сериозни повреди за човековите права, бидејќи тоа е веќе друга ситуација, затоа што амнестија и помилување не се дозволени за тешки повреди на човекови права, што во меѓународното право е признаено за геноцид, тортура и слично. Меѓутоа, до сега во праксата на овие меѓународни тела,
Немало ваков случај како Македонија, ние да докажеме дека сите овие тела заедно и ќе беше многу полесно ако во моментот кога се гонеа делата, знаеме дека тоа не беше лесно тогаш, сега е лесно да се правиме паметни, ако тие беа срочени во едно обвинение и се видеше одебено обвинение како еден случај, дека е тоа мега криминал на една голема мафија. Ама ако го видите само делото на Куловска злоупотреба на службена должност, која што сега дури се проблематизира дали да се укине или не како кривично дело или некој друг предмет, имате сосема друга перцепција. Исто кој што во случајот на Груевски, меѓународната јавност гледа сега купиле Мерцедес, не било јавно, вамо таму го шиме. Разбирате, тоа е малку, вие треба да докажете дека тоа е организирана мафија, а тоа од еден случај до друг со лесно не се гледа. И овие случаи со помилување, без да се тие оцрнат на некој начин да се направат незаконити, ќе бидат проблем. Исто кој што никој не го оцрни аргументот за екстрадицијата на Груевски од антидискриминацијска комисија, кој што сите знаеме дека е злоупотреба, дека нив не име работа да оценуваат што е фер судење или не, во документите го има, пишува државен орган оценил дека судењето било нефер. Во меѓународно право некој што добил нефер судење не се екстрадира. Он го има црно на бело од државен орган. Оди сега објасни. Посебно ако му се пријателски настроени, ќе рече чекај бе, па ови сами нивната комисија рекла дека тој немал фер судење и ние у фер судење која нема, не може да го екстрадираме назад. И никој не посегнува да рече чекај бе, тој како се вика Даштевски треба ли да одговара за ова злоупотреба на службена положба или што ја знам кое дело може да му се залепи.